Неофицијално Сител дознава дека годинава честувањето на Илинден на Мечкин камен во Крушево, каде треба да присуствува председателот Пендаровски, се планира да биде поразлично од сите досегашни честувања од осамостојувањето до денес. Според нашите извори се планирало некакво одредено помирување и средба помеѓу политичките партии, но за сега ова никој официјално не сака да го потврди. Од кабинетот на председателот велел дека се уште во тек е подготовката на сценариото за одбележување на празникот. Премиерот Заев годинава треба да биде во Пелинце, а председателот на собранието Тала Џафери во Скопје. Од ВМРО ДПМН потврдија дека лидерот Мицковски ќе присуствува на прославата во Ташмаруништа. Она што засега се знае за одбележувањето во Крушево е тоа дека на 31 јули треба да пристигнат конјаниците кои доаѓаат од неколку краеви од Македонија, а на 1 август вечерта е свеченото отворање на 10 дена Крушевска република. Новина е тоа што од Државниот архив и архивот во Прилеп ќе бидат презентирани фотографии и документи за илинденскиот период. Од архивот велат дека тоа се материјални докази за бескомпромисната борба на македонскиот народ за создавање на своја сопствена држава. Според архивот, Илинден е темелот на Македонија. За прв пат ќе се објавуваат списи и докази на она што значеше одржување на самото востание, 10 дена Крушевска република, војводите, логистичката поддршка и самото ослободување на востанието. За прв пат ќе бидат извадени на видеообим и ќе течат цело време додека трае манифестацијата. За да се привлечат што е можно повеќе туристи, од 1 до 10 август во Крушево ќе има организирано аутдор фестивали, пливачки маратон во Вештачкото езеро, театарски представи, а ќе гостуваат и голем број наши музички звезди и диџеи. Инаку Крушево очекува да добие и соодветен сертификат дека е здравствено безбедна туристичка дестинација за европските туристи. За таа цел експерти од Европскиот совет во Крушево ќе присуствуваат од 4 до 9 август, кој што треба да ја утврдат состојбата со COVID-19. Што пак за нас е голема придобивка, но и голема одговорност, затоа што еден таков сертификат ќе придонесе за повеќе туристи, односно поголема заинтересираност за туристите не само од Македонија, туку од цела Европа. Исполнетоста на капацитетите во Крушево за празниците за сега се движи околу 40%, но се очекува таа бројка во наредните денови да се зголеми.